Двајцата водечки економисти на Меѓународниот монетарен фонд Оливија Бланшар и Даниел Лик признаа дека нивните препораки не ги дали очекуваните ефекти. На најтешко погодените од кризата земји како Грција, Португалија и Шпанија им препорачувале драстични мерки на штедење, што за ефект имало зголемување на стапката на невработеност и далеку помала стапка на раст од прогнозираната. Сметаме дека посилно планираната фискална консолидација беше проследена со понизок раст од очекуваниот, а тој однос беше особено изразен статистички и економски во почетокот на кризата. Прогнозите значително ги потценија растот на невработеноста и падот на домашната потрошувачка, што е поврзано со фискалната консолидација. Се вели во работниот материјал што го презентира ММФ во Вашингтон. Иако водечките економисти нагласуваат дека ова се нивни, а не ставови на фондот, аналитичарите се согласуваат дека ова е срамежливо признавање на погрешните препораки. Во документот со математички формули се покажува дека прогнозите биле погрешни, кога се пресметувал ефектот од острите мерки на штедење и намалувањето на домашната потрошувачка. Меѓународниот монетарен фонд сега службено им советува на земјите помали буџетски кратења поради можното зголемување на невработеноста и отсуството на економски раст. Од тие причини сега Португалија бара ревизија на острите мерки на штедење, што беше принудена да ги прифати во 2011 кога побара и доби помош од фондот.